Добар ден, јас сум Анета Менчова, одделенски наставник во Основното училиште Дане Крапчев од Скопје и ви посакувам добри дојден на часот по природни науки за трето одделение, на кој на тема одржување на здравјето денес ќе обработиме наставната содржина или активен. Што треба да научите од овој час? Вежбањето е важно за здрав живот. Вежбањето не одржува во форма. Вежбањето помага нашето срце да биде здраво. А што е потребно за да го одржуваме нашето здравје и правилно да растеме и да се развиваме? Вие веќе нешто учевте, ајде да се потсетиме. Потребно е да јадеме умерено разновидна и здрава храна. Потоа потребно е редовно да одржуваме хигиена, редовно да спиеме околу 10 часа во текот на ноќта. И уште нешто што е многу важно е да бидеме активни. А што значи да бидеме активни? Тоа значи дека треба да вежбаме, односно да изведуваме различни движења. Затоа што секое движење на телото е еден вид на вежба. Сите ние секојдневно изведуваме некакви активности, односно движења за кои не сме свесни дека се некаков вид на вежба. Еве какви движења изведуваме секојдневно. Односно, што правиме? Стануваме, се истегнуваме, се облекуваме, се миеме, седнуваме, одиме, се наведнуваме, се исправаме, се качуваме и се симнуваме. Што правиме друго? Извршуваме секојдневно домашни активности. Ја средуваме својата соба или пак домот. Потоа што правиме? Играме со топка, возиме велосипед, ролер или тротинет. Танцуваме, пешачиме, трчаме, скокаме, најажеме. Тогаш значи дека ние постојано вежбаме. Токму така, а и така треба да правиме. Зошто? Затоа што сите овие вежби ни овозможуваат правилен раст и развој, го зајакнуваат нашиот организам, му помагаат на нашето тело да изгради здрави и силни мускули и коски, кои се потребни за да се движиме и да живееме. Сигурно се прашувате дали можеме да станеме посилни од оно што веќе сме. Секако дека можеме. Како? Секојдневно можеме да изведуваме вежби за правилен раст, развој и држање на телото. Да правиме склекови, да певаме пегови и да трчаме. Други активности кои што можеме да ги правиме дополнително и, например, занимавање со некој спорт, како што е фудбал, ракомет, кошарка, одбојка, пливање, веслање, тенис и така натаму. Секогаш кога вежбаме или пак спортуваме, се користат мускулите. А кога се користат мускулите, се зголемува силата на организмот. Значи, тоа се начините на кои што можеме да станеме посилни. Освен тоа, вежбањето го прави нашето срце здраво. Како? Срцето е еден од важните мускули во нашето тело, затоа што пумпа крв низ телото. Вежбањето му помага на нашето срце да стане посилно. Како тоа? Кога вежбаме или пак спортуваме, дишеме потешко и побрзо. На тој начин внесуваме повеќе кислород во своето тело, а тоа му помага на срцето да работи подобро. Овие вежби се викаат аеробни вежби или вежби со воздух. Аеробното вежбање прави срцето да чука побрзо и ако редовно изведуваме аеробни вежби, срцето ќе стане посилно.
Значи, вежбајте секојдневно за да бидете здрави. Затоа што вежбањето дополнително не штити и од болести, меѓутоа, вежбањето може и да биде како терапија за лекување на некаква болест. Многу врвни спортисти кои што имаат некакво заболување, например астма, токму со вежбање го контролирале заболувањето и при тоа постигнале врвни спортски резултати и станале победници во различни области од спортот. Па затоа, грижете се за себе. Секој слободен момент користете го да бидете физички активни. Одете по скали наместо со лифт. Пешачете или трчете. Возете велосипед, тротинет, ролери. Секојдневно изведувајте вежби за правилен раст и развој. Започнете да се занимавате и со некој спорт. Но секако, како се во животот и вежбањето треба да биде умерено. Односно, вежбите кои ги изведувате, секогаш нека бидат прилагодени на вашата возраст. Вежбајте умерено, затоа што и премногу вежбање може да предизвика воспаление на мускулите кое создава болка. И правете паузи додека вежбате. А сега, бидете умни за домашна задача, направете нешто кое што ќе му помогне на Филип. Ова е Филип и тој го поминува денот на кревет пред телевизор и никогаш не вежба. Сега, вие бидете негов тренер и дајте му некој совет. Например, како Филип може да го зголеми нивото на активности во неговиот секојдневен живот? Кои активности би биле добри за него? Кои активности ќе му помогнат да изгради силни мускули? И што друго може да прави за да стане поздрав? Јас ви се заблагодарувам на вниманието и те поздравувам.